Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вчера, почитувани слушатели, беше празникот Света Петка, а денес е Свети Климент Охридски Пантелеймон. Нека е напомош и сите оние кои ги носат тие имиња, нека им се честити и вечни. Вечерва ќе дадеме од рубриката Жена, мајка и дом и рубриката Верували или не, но да спомнам кога ви ќе зборувам за празниците, дека пак од четврток почнуваат Петровденските пости. Вечерва ќе дадеме и прилог за поделбата на Македонија на 10. август 1913 година во Букурешт. Па истовремено би сакала да отпочнеме празнично и со празнична песна, со која на мојата внука Мила Белчевска и го честитам роденденот, посакувајќи весело и безгрешно детство и успех во училиштето. Исто така честит роденден на моите драги пријателки Мица Кочовска од село Велушина и Олга Марковска од село Љубојно, посакувајќи им уште многу години вака да слават со целата фамилија, со внуци и правнуци. Мугри кајче плови, дури сонце тони, отвори порти своји, о граде мој. Мугри кајче плови, дури сонце тони, отвори порти своји, Свети Климентови. Охрид, граде вечен, слово чуваш ти. Гради гори пламен за царство наше Самуило. Охрид, граде вечен, слово чуваш ти. Гради гори пламен за царство наше Самуило. Свечен е ден за нас, отвори порти своји, о граде мој. Камбаните бијат, свечен е ден за нас, отвори порти своји, Свети Климентови. Охрид, граде вечен, слово чуваш ти. Гради гори пламен за царство наше Самуило.
Ohrid grade večen, slovo čuvaš ti. V gradi gori plamen za carstvo naše Samuilovo. V gradi gori plamen za carstvo naše Samuilovo. Канадско-македонскиот старски дом, што се наоѓа на 850 Канар Драйв во Торонто и телефон 416-755-9231, се повеќе ги прибира своите повозрасни македонци од 65 години нагоре во возраст да бидат дел од тој заеднички дом. Со добра храна, престој, а многу повеќе со дружба и разонуда меѓу македонците што се таму, секој еден го поминува пензионерскиот живот во самиот дом. И не само тоа, со живење во Канадско-македонскиот старски дом заштедувате пари од вашата пензија. Јавете се на телефон 416-755-9231 и дознајте подетални информации доколку имате потреба. Македонската православна црква Света Недела од Еџекс ви соопштува дека располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот на пладне. Исто така пак секоја недела и во празничните денови православни повелете на заедничка богослужба. Телефонот е 905-431-4944. Имаме уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Но затоа пак секоја недела и во славните празници се одржува богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-387-0111. Но се разбира овде меѓу нас е и Македонската православна црква Свети Климент Охридски, која располага со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. А пак на 13 септември со почеток во 1 часот попладне ќе има попладневна дискусија со угледниот универзитетски професор Ендрю Росос, кој има издадено книга на англиски јазик за историјата на Македонија. За подетални информации јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега за пријатно попладне да ја чуеме и мелодијата Звона звона, која оригинално е во исполнение на познатата наша солисткиња која покојна сега, Љупка Димитровска, која победи на МАК фестивалот. Но овој пат за вас ќе се представи мојата ќерка Марија Белчевска, која во своја верзија ќе отпее самата песна Звонат звона, која исто така ви посакува пријатно попладне. Звона, звона за мене, звона, звона без тебе, звона, звона злато моје, другето крај мене, тур по скали бело слегувам, в празен живот влегувам и те гледам далеку, а може сме заедно.
А сега од рубриката Жена, мајка и дом. Во вечерашна наша емисија ќе ви ја представиме љубеницата како лек. Љубеницата е полна со витамини и минерали, го одржува телото хидрантно и заради изобилството на витаминот С и бета-каротен помага за превенција од болести на срцето и хронични воспалителни состојби. Помага во одржувањето на енергијата на телото и, како што ви е сигурно познато, одлично освежува и е вистински избор во овие тропски денови. Овој витамин е важен за заштита на здравието на очите, а неговите својства помагаат во намалување на слободните радикали од телото. Сите знаеме дека е потребен за јакнење на имунитетот витаминот С, кој исто така ќе го забрза зараснувањето на раните, ќе го спречи оштетувањето на клетките, го подобрува здравието на забите и непцата. Го намалува ризикот на кардиоваскуларните болести. Ако не сте љубител на банани, калиумот може да го побарате и во љубеницата, која помага во опоравување на мускулите. Исто така ќе помогне во намалувањето на крвниот притисок. Љубеницата содржи околу 92% вода, што значи дека е одличен избор за хидратација. Содржи малку калории, па е вистински сојузник кога се во прашање диетите. Siri majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da lupuvame. Ajde majstore, nokta kratka je. Siri
жива вода не се сториме. Опа, Нина насвири силно, ей, распали опа и ха. Опа, Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, Нина насвири силно, ей, распали опа и ха. Опа, Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, Нина насвири силно, ей, распали опа и ха. Опа, Нина наиграјмо ме, развесели ме. Опа, Нина насвири силно, ей, распали опа и ха. Опа, Нина наиграјмо ме, развесели ме. Утре се навршуваат 113 години од поделбата на Македонија, па да одиме со прилогот. После поразот на Втората Македонска империја, што Западот ја нарече Византија од страна на Отоманската империја, со заземањето на престолнината на тогашна Македонија во 1453 година, таа потпадна под окупација на османлиите се до Балканските војни и при многуте востанија, меѓу кои и Илинденското востание, кои беа без успех. Но по поразот на Отоманската империја, Македонија доби нови окупатори, зашто место слобода, од нејзината територија направија нови држави, тие така наречени европски дами Англија, Франција, Германија и тогашна Русија, во која владеа англиски цареви. Сите овие држави се креираа во 19-тиот и 20-тиот век помали држави, односно креираа, земајќи од македонската територија за да ги формираат покрај другите и Грција, Србија, Бугарија и најпосле Албанија, кои ќе бидат во интерес на тие големи сили, така да во Букурешт на 10. август 1913 година ја поделија Македонија на 4 дела. Најпрво 3, а потоа, како што реков, со Албанија 4 дела. Што е она префриганото, ќе речам, од страна на Англија, Франција, Германија и тогашна Русија. За да не бидат криви овие држави, што ги спомнав, ги поставија нивните пиуни кои им беа нивни алатки за да ги користат, а тоа беа Романија со Титу Мајореску, кој беше председател на конференцијата во Букуреш, со другите романски представници Александре Маргиламон, Таке Јонеску, Константин Дисеску и други. Од Грција Елефтериос Венизелос, Димитриос Панас, Николас Политис и други. Од Србија Никола Пашич со македонско потекло, Михајло Ристич, Мирослав Спалајковиќ и Милан Недич. Од Црна Гора Јанко Вукотич и Јован Матановиќ. А од Бугарија Димитар Тончев, Иван Фичев, Сава Иванчов, Симеон Радев, македонец од Ресен, Константин Станчов и други. Нормално е дека како награда тие држави добија делови од Македонија, но затоа пак тие ќе бидат и главните подписници за договорот на велесилите Англија, Русија, Германија и Франција. Ја поделија Македонија најпрво на 3 дела, како што спомнав, вардарскиот дел на тогашна Србија 38%, Пиринскиот на Бугарија 10%, Егејскиот дел на Грција 51%, а подоцна со формирањето на Албанија и ја дадоја Мала Преспа, Гора и Голо Брдо 1%. Певајте музико на душите на 10. август.
На тој погубен ден, 10. август, за Македонија немало На тој погубен ден, 10. август, за Македонија немало никакви представници од Македонија и што е катастрофално го оставија македонското прашање отворено, за да денес во овој 21 век продолжат со асимилирање на македонскиот народ и уништување на исконската Македонија. Едноставно кажано, како и со промената на името, таа нацистичка Европска унија со тогаш Меркел, Макрон, од НАТО Столенберг, како некои диви волци насила ни го турна сандакот, за да монструмот на македонството, Зоран Заев заедно со неговиот гробар на македонството, Никола Димитров, а слуги и двајцата на НАТО и ЦИА ја прекрстија со ново име, ја прекрстија Македонија со некаква си Северна. Злевајте музико на душите на 10. август 1913 година. Македонија е распарчена во Букуреш. Алпските балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот збор, дека ќе секне нашата песна, дека ќе се искине нашето оро, дека ќе замрат нашите души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна историја. Но еве, фала му на Бога, до ден денешен, сето тоа ечи, трешки, клокоти, врие, се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина, дури од Ерусалим, Света Гора, Киев и Њујорк. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите, Македонија е меѓа на Европа. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите, Македонија е црква на светот. Еден ден ќе се исполни Словото Господово и многу први ќе бидат последни и многу последни ќе бидат први. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. Го оставија отворено прашањето тие исти крвници на македонството, за да и во овој 21 век со исклучок на Русија, со нивни крвави раце од загинатите наши македонски војводи, комити, партизани, не може да избришат крвта и се уште без чувство вршат геноцид врз македонскиот народ во самостојната македонска држава Република Македонија. Благословено царство, Отца и Сина и Света Духа. Од себе крадевме, светот го градевме. Дури ни најблиската околина не го удостојува со должната благодарност тоа наше ретко човекољубие и гостолюбие. Иако ни бил зборот единствено трло, по зборот со камења ни фрлаат. Иако ни била песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако не била црквата единствена куќа, темелите и ги подкопуваат. Затоа ве молам, размислувајте за Македонија. Не според она со кое ве заразиле, туку според она со кое ве лекувале, зашто Македонија не е повеќе остаток од светот, туку е дел од светот, во кој свети Климент Охридски е тот на сите идни настани, во кој крвта од Свата Илиндена е голема трансфузија, но и огромна опомена за сите идни постапки, во кој ослободениот дел на Македонија, заедно со другите поробени делови и со целиот македонски народ на земјината топка, е вечен пламен и вечен устрем кон борбата за човечки права и слободи. Безправените делови на Македонија памтете листност и целосно обединување на татковината.
Запамтете добро, ако на минатото не му обезбедиме иднина, ако на иднината не ја обезбедиме минато, и ако се откажеме од борбата за човечки права и слободи во обесправените и поробени делови на Македонија, ќе значи дека напразно сме живеале, дека сме поминувале низ животот како стадо овци, како трговци, како джамбази, само за својот личен интерес, дека сме гледале само како да ги наполниме стомаците, а нашите обесправени браќа се не ги оставиле на милост и немилост, да ги гризат, да ги глодат и да ги ништат алчните балкански асимилатори. Нашата земја раѓаше и комити, и војводи, партизани, и се уште раѓа силни борци во одбрана на својата македонска држава, во одбрана на својот македонски народ. Ако во овој 21 век место оружјето го заменуваат со други валкани игри овие дами европски, како што велат со пенкало, тие се лажат. Навистина нас крстот, како вистински христијани, што не случајно сме наречени православни, со вербата и молбата кон Господ, крстот ни е оружјето, а одиме по патот на Христос. Миролюбиви, добродушни, делејќи од себе, за да помагаме на секого на кој им треба помош. Дури на овие злодржци, денешната Европска Унија, заедно со Америка, а тие ни качат нож од позади во грбот, но нека им е јасно дека немаме намера да се предаваме, кога сега во речиси сите нас македонците е развиена силно националната свест. Туѓото е туѓо и треба да се врати назад. Речено е, во Библијата е запишано, ако те соблазнува раката, полакомена по туѓо, пресечи ја и фрли ја, подобро оди сакат, отколку со извалкан образ. Речено е, во Библијата е запишано, ако те соблазнува окото, полакомено по туѓо, ископај го и фрли го, подобро оди слеп, отколку со извалкан образ. Тие алчни балкански асимилатори си го извалка образот и сега тешко им паѓа кога станува збор за човечки права и слободи и за обединувањето на Македонија. Еве, толку години молчат и се прават наудрени со своите гнасни и подли пропаганди, му фрлат прав во очи на светот и се надеваат дека тогаш ќе падне во заборав македонската работа. Никогаш нема да падне во заборав. Ние, сегашните и нашите идни поколенија, уште ги паметиме раните на татковината, ги паметиме и крваво ги воледуваме и ќе ги исполниме еден ден заветите на војводите, заветите на дедовците и никогаш нема да се откажеме од она што само нам ни припаѓа. Па зар сега да се откажеме? Зар сега, кога дојдовме до толку силна национална свест, со која можеме честно, гордо и бестрашно да извикаме: обезглавени македонци, обесправени браќа наши, обездомени, главата горе, зашто ние сме секогаш со вас. Ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста кама ни го секла гркланот, иста ортома ни висела на вратот, главата горе и на многа ја лета. За миг замислете си она недобројна војска македонска. Крстот и е главното оружје, патот и е Исус Христос, мир на земјата и меѓу луѓето добра волја. Најнапред е свети Климент Охридски, кој прв отслужи честна Божја литургија на македонски. До него е веднаш свети Наум Охридски, кој низ чуда и целебни дејствија му подготвува на Бога народ чесен, народ верен, народ чистосмерен. Веднаш до нив се свети Јован Бигорски, свети Јоаким Осоговски, свети отец Прохор Пчински,
а јунакот Свети Ѓорѓи Кратовски е знаме за сите што веруваат и опомена за сите што тргуваат со македонските работи. Боган го фрлија на силниците, не знаејќи дека златото низоган што минува, почисто станува. Млади, неоженети кои се уште мириса на роса, отидоа комити, војводи, партизани, без да се каат ако ги дадат своите млади животи за слобода на Македонија. Најголем број од тие херои беа да остават, без да остават свој челат, нивно идно поколение, но тие силни борци кои загинаа за Македонија и оставија светлост на Македонија, каде кандилата со пламен вечно горат, светат. Но денот доаѓа кога таа Европска унија на чело со Германија и Франција и индиректно Англија и Америка ќе се срамат не само пред светот, туку и од нивните собствени народи, зашто со нивните крвави раце врз македонците, врз Македонија и се што е македонско, целата таа македонска крвава трагедија ќе им се врати многу повеќе од колку што треба. Но најпрво крваво ќе ја платат таа наша крвава трагедија Грција, Бугарија па и Албанија, кои веќе со мапата од руската институција на која пишува како ќе изгледа Балканот. На таа мапа е цела Македонија со сите своји сечени сега делови, Пиринска, Егејска и Мала Преспа, што ќе биде повторно цела каде кажува мапа помеѓу 2019 до 2050 година. А ние македонците немаме намера да се предаваме, зашто во нас македонците се посилна и посилна е националната свест. И ние имаме своји собствени поколенија и како што реков, немаме намера никогаш да се предаваме. Доаѓа денот кога нивните така наречени бели знамиња ќе ги скинеме, зашто тие се знамиња на предавството. Ќе ги скинеме зашто историјата продолжува, а победата трае. Главата горе, мои македонци, зашто обединувањето на Македонија веќе доаѓа кон нас. Се движи кон нас, кон обединета Македонија. Ако Македонија е постара и од гороцветот и од ножот, најстара на оваа планета после Сонцето, тогаш дајте, мои македонци, дружно сите свртени кон победата која ни доаѓа за обединување, за вас, за воскреснување на Македонија, силно да викнеме: вечна да си Македонијо, заедно со македонскиот народ, за многаја лета. На многаја лета певному народу македонскому, на многаја лета обесправеному народу македонскому, на многаја лета Божјему народу македонскому, на многаја лета благословеному народу македонскому, на многаја лета безсмертному народу македонскому. Да одиме со песна од мојата поезија, специјално напишана за овој наш трагичен настан, но исто така некои зборови позајмени и од познатиот писател Бошко Смаќевски. Тој 13 години од тој проклет ден во Букурешт, а алчните крвопици празнуваа. 113 години распарчена Македонија. Не поделија, ни одзедоа се, но надежта, љубовта и верата кај нас македонците остана. Голем е Господ. Додека тие со иста сабја главите ни ги сечеа, ние македонците со песна војувавме. Тие со куршум не гаѓаа, нам пак зборот ни стрелаше врз нивните срца. И пак не се предававме. Не понижува, навредува, како да сме безвреден народ, како да не сме биле од памти века тоа што сме денес македонци. Но ние македонците горди на својот род, горди на нашите кралеви и цареви, горди на војводите, комитите и партизаните, во нас тече нивната крв. Нашите мајки место млеко не доја со немир, бунт, безгласен лелек.
Тие наши мајки не престана да раѓаат горди и храбри синови и ќерки. Не секна ниту песната македонска, нити пак нашиот збор македонски даден од Бога. Затоа е силен, звучен, за да слушнат и на најтврдите уши. Главата горе, мили мои македонци, ние не сме обични луѓе. Македонија не е едноставна држава. Затоа и ден денес постоиме, а Македонија е Божја икона на Европа. Македонија е Божјиот храм, црквата на светот. Затоа дигнете ги горе главите, мои македонци, зашто со Бога напред и заедничка слуга и разбирање дефинитивно ќе победиме. Инаку, овој прилог за поделбата на Македонија ќе го заокружам со песна што јас лично го напишав текстот, односно зборовите на самата песна што ќе ја чуете, а и музиката ја напишав, односно мелодијата, а тоа беше во 1986 година. Насловот на песната и го дадов Македонио, ти си бесмртна, во која можете да ја најдете и на YouTube. Уживајте во звуците на песната Македонио, ти си бесмртна, а ние сите да сме здрави и живи со вечна Македонија и вечен македонскиот народ. Tebe ljuto prokona da postojiš ne priznaje Твоите мртвиче да во гроб не мируват, гледајки те за тебе жалат. Македонио, гордо исправи се, крени глава, мајко, не предавај се. Македонио, цела исечена, но со срце биди челична. Егец, мало преспанец и вардарец мина рекоа нашите душмани, ние в срце носиме само едно име, Македонија на македонците. Македонио, гордо исправи се, крени глава, мајко, не предавај се. Македонио, цела исечена, но со срце биди челична. Свет јас китам, семе Твое сејам, за те песна пеам, цел свет да знае, таму на Балкан
Плакано творловско гнездо, вечно живе Македонија. На 4 страни ти си поделена, в моето срце си единствена. Македонио, гордо исправи се, крени глава, мајко, не предавај се. Македонио, цела исечена, но со срце биди челична. И на крај, место од рубриката Верувале или не, бидејќи на денешен ден е роден Панко Брашнаров, токму ќе дадеме околу таа личност. На 9 август 1883 година во Велес е роден Панко Брашнаров, македонски национален деец и најстар пратеник на првото заседание на АСНОМ, прв председавач на заседанието и прв подпредседател на АСНОМ, прв повереник на првата привремена влада на Македонија, иницијатор за формирање на првата новинска агенција на Македонија, најблизок соработник на Методија Андоновченто. Почина на 13 јули 1951 година во логорот на Голи Оток во Хрватска, каде долго време не му се знаеше место на почивање. Познат е и како Панко Брашнар, член бил на првиот Централен комитет на Обединета во ВМРО и подпредседател на президиумот на АСНОМ. Образованието го започнува во родниот град во Екзархиската прогимназија. Во 1900 година школувањето го продолжува во Машкото педагошко училиште во Скопје. Учителствувањето го започнува во Кумановските села, каде почнува да шири револуционерни идеи. По младотурската револуција се зачленува во Народната федеративна партија. Учителствува до почетокот на Балканските војни како екзархиски учител. Соработувал во органот на Васил Главинов, класно сознание. По војните во 1914 година пребегал во Бугарија. Завршил висши педагошки курс на екзархијата во Пловдив во 1915 година. За време на Првата светска војна станал војник на 11-та пешадиска македонска дивизија на бугарската војска и бил испратен на фронтот кај Дујран. По Првата светска војна во 1919 година Брашнаров се враќа во Вардарска Македонија. Србите му нудат да работи како учител, но тој одбива. Работил како воденичар, градинар и крчмар. Станува член на Комунистичката партија на Југославија и учествувал на повеќе конференции и конгреси во Вуковар, Виена, Белград и други градови. На основачкиот конгрес на ВМРО Обединета во октомври 1925 година е избран за член на низиниот прв Централен комитет. Во август 1926 година е уапсен и во април 1927 година е осуден на 2 годишна робија. Кон крајот на мај 1929 година на пат за конгресот на ВМРО Обединета во Берлин е уапсен од југословенско-австриската граница, на југословенско-австриската граница. По настанатата голема провала на ВМРО Обединета во Вардарска Македонија на 5 јули 1929 година Брашнаров е спроведен назад во Велес. На судењето во јуни 1930 година е осуден на 5 години робија и доживотно губење на граѓанските права. Затворен е во затворот во Сремска Митровица. По излегувањето од робија политички се пасивизира. По окупацијата на Македонија од страна на Бугарија во текот на Втората светска војна, Брашнаров повторно станува бугарски учител, бидејќи администрацијата била бугарска, а од 1943 година се поврзува со партизаните. Во мај 1944 година преминува на слободната територија и станува член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. По ослободувањето на Македонија на 26 ноември во ослободеното Скопје на првата конференција на
на Народно-слободителниот фронт на Македонија, е избран за негов подпредседател. Реизбран е во президиумот на АСНОМ на второто заседание на АСНОМ во декември 1944 и на третото заседание во април 1945 година. Брашнаров е уапсен на 11 декември 1950 година и на 29 јуни 1951 година е осуден на општествено полезна работа во трајање од 24 месеци. Во првите денови од јули е испратен во логорот на Голи Оток, каде што набрзо на 13 јули умира. Во септември 2011 година новинарската екипа го пронајде гробот на Панко Брашнаров на градските гробишта Мирогој во Загреб. Неговите посмртни останки доживеле 2 ексхумации. Во 1953 година, 2 години по неговата смрт на Голи Оток, тој е погребан на загребските гробишта. 71 година во заедничка гробница во близина на првото гробно место, а во почетокот на 80-тите неговите коски, заедно со коските на уште неколкумина негови современици, се преместени на необележена гробна парцела на крајот на гробиштата. Откако беше објавено каде почива Брашнаров, беше најавено и враќање на неговите посмртни останки во Македонија, но тоа до денес се уште не се случи. Ете, тоа беше за Панко Брашнаров. Инаку ќе завршиме нашава вечерашна емисија со песна што јас лично ја отпеав пак во 1988 година на Валендовскиот фестивал Македонио, мајко мила. Срцето на Балкано
Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.